Ние и покрај тешкотиите што ги предизвика СДСМ со оваа наметната политичка криза од нивна страна и од страна на сценаристот, правиме се што е во наша мок да продолжат колку што е тоа можно странските инвестиции, затоа што отвараат нови работни места. Како што чувте деновиве, се објави и инвестицијата директно од самиот инвеститор, која што ќе започне со работа во Желино, односно веќе имаат во Браунфилд објект веќе нешто започнато, и кои што ќе вработат 350 луѓе од тој регион. Исто така, знаете дека преходните неколку дена ја посетив фабриката што се гради во Струмица, во технолошко-индустријската зона, каде над 1500 луѓе ќе бидат вработени. Таа е при крајот јуни ќе почне со работа. Она што исто така можам да го кажам е дека оваа недела што следува треба да почне со работа нова компанија од Америка, од делот на медицинската индустрија. Имено компанијата ја сретнавме пред 4 години кога бев на едно роуд-шоу, на една презентација во Бостон пред поголем број на компании на кои што им ги објаснувавме можностите за правење бизнис во Македонија. Тога се сретнавме со таа компанија и успеавме да ја убедиме да дојде во Македонија и да ги види можностите. Тие дојдоа и по повеќе анализи што ги правеа, одлучија и веќе земаа Браунфилд простор, земаа простор во просториите на ОХИС од 2000 метри квадратни, ќе произведуваат работи поврзани со медицинската индустрија и ќе започнат со работа во текот на следната недела. Нивната цел е да вработат околу 250 луѓе, но ќе започнат со 50-тина и постепено бројот ќе расти во наредните неколку години и ќе нарасне до 250 нови вработувања. Така што одговорот е има се уште заинтересирани кои што доаѓаат, меѓутоа ќе беше многу подобро и ќе беа многу повеќе компании и нови работни места доколку оваа политичка криза ја немаше. Или доколку барем завршеше со изборите како што сите посакувавме, а не како сега да тек сега Заев ги открива своите сценарии и прави дополнителни турбуленции во општеството и кај граѓаните.